Утре рано наутро коледарите ќе пеат на нашите врати и ќе донесат радост наговестувајќи го раѓањето на Исус Христос, а навечер сите треба да седнеме на посната трпеза заедно со семејството, со цел да го прославиме еден од најголемите христијански празници Бадник. Вака вели Илинка Тодорова, председателка на Вешта жена од Струмица, која и оваа година е една од многуте домаќинки кои ја припремаат Бадниковата празнична трпеза. Илинка вели дека не само отрути време, потребно е и многу љубов за припрема на оваа празнична вечера. Самата вечера, да ја кажеме Бадниковата вечера, значи на сите во светот. Значи тука се сплотуваа семејствата. Тука е најголемата љубов, тука сите го прославуваме раѓањето на Исус Христос. Тоа е една голема на самата домаќинка. Тоа е најголемо, мислам, најсвечениот ручек вечера. Сите со голема радост ја подготвуваме трпезата. Тоа е секогаш, мислам, знам дека секој е возбуден и е среќен затоа што покрај на трпезата е целата фамилија. Бадниковата трпеза треба да биде изобилна, со како што велат од се по нешто на маса, но сепак јадењата треба да се приготвени на посен и едноставен начин. На Бадниковата трпеза треба да има погаче со паричка, гравче риба, посна сарма, пита со зелка и баклава. Домаќинот ја крши погачета, им подава на сите парче леп, наздравувајќи со црно вино. Прошетавме низ улиците на градот и затекнавме неколку домаќинки, кои со радост ни кажаа што се припремаат за Бадниковата трпеза. Со баклави, со сите работи. Во кругот на фамилијата? Да. Ми сме лепче. И ритичка одаме на врата, го викаме дето Божик. И правиме уризник и риби. Посно јадење. Риба, обавезно, гравче, сарлија, лепче, цупаричка, винце, ракија, сокче, се што е посно, све на трпеза. Илинка вели дека младите се трудат да ја задржат традицијата за овие празници, но сепак во споредба со времето кога таа била мала. Во денешното модерно време постои разлика и во обичаите и во бројноста на членовите од семејството. На Бадник кога бевме деца, фамилиите беа сите целокупни. Имаше многу народ. Сите бевме ние деца, а чичковците, знаеш, и тука деца, па имаше, можем да кажем, една моје доживување како дете, некој од чичков, значи ние никој па децата не бевме запознаени кој ќе биде Дедо Божик, така ни го нарекуваа. Беше на магаре со облечено бело, а ние без да знаеме, нашите родители го отвараа прозорот малку отворен и ние кога сме на трапезата, татко ми оставал некоја кесе, торбичка внатре со јаткасти плодови, со бадеми, со лешници, со ореви, со парички, бомбони и така он ја отвора прозорецот и тоа го истура во собата. Ние децата тоа беше едно доживување и го гледавме како он заминува од нашиот двор. Тоа беа убави времења и кога на трапезата, знаеш, ние кога бевме, тоа го имаше, значи после вечерата, значи се бакнуваше рака на најстарите. Се честиташе Божик, тоа веќе символизираше раѓањето на Исус, се честиташе Божик и ние сите бакнувавме рака на постарите. А ние помладите добивавме пари од нив. Бадниковата вечера не се раскрева, масата не се чисти, туку се остава наместена како што е до следниот ден. Целта на вечерата е да се собере целото семејство на едно место, бидејќи како што велат, за Бадник кај да си, треба дома да си.